27 август 2024, ден пред юбилеот. Беше 1991 куме. 33 години. 33 години од првиот број на скок, 33 години активност, 33 години со кумот соработка. Честити юбилеј на нешто што и мене, а и тебе и на многу им беше прва и незаборавна љубов, што се однесува до спортското печатено ревијално новинарство. Така е. Куме, имам честа и привилегијата да бидеш првиот гостин на студиото на продукција Скок. Ке сечеме лента? Па лента нема да сечеме, Добре, значи нема коктел. Добре. Ќе наздравиме. Добре. Ќе наздравиме. Со задоволство. Ова е голем ден за нас. Ајде со десна или со лева. Со десна. Со оглед на годините не можам како пред 33 години скок да правам, како Така. што треба. Убаво, со десна. Браво. Изненадување. Ајде да погодам. Ајде да видиме сега. Најверојатно ова се насловните броеви на ревијалниот дел и Така е. непечатениот. Така е. Какви добри На времења. дневниот вестник Скок. На дневниот и неделниот. Какво новинарство беше спортското беше. Еве го првиот број од Пожица. Овде се коментарите за кои ќе зборуваме малку подоцна. Олимпискиот состав 92 година. Нашиот прв состав. Да. И сето тоа веќе историја. Историја која останува и за нас, и за помладите, меѓутоа факт е дека името Скок, изданието Скок е дојдено од Атанас Костовски Таско. За тоа ќе Значи, зборуваме, тоа е тоа е повод, тоа е темата, меѓутоа имаме уште многу убави теми, Добро, како веројатно. на пример нашиот Веројатно Вардар, почитуваните Охридскиот ваши, маратон. сакам да речем, гледајќи видео дека мојот дрес-код е посветен на фудбалскиот клуб Вардар. Така. Тоа е еден од дресовите што кажува и докажува кој бил Вардар. Пишува овде што Се убаво напишано. Првак на Југославија, генерација Сега каде е Вардар? 86-87 шампиони. За жал, куме, не е таму кај што треба, да чуеме малку и... Добро, новинар, секојаш новинар. Прочитав последното сообщение на комитите. Рибата смрди од главата. Така беше, Сврдев официјално телефон. соопштение. На почитуваниот Милорад Миленковски, Мики, Или Миле, Мики Миле. Миле, кому патувам на вистина името на сите вардарци честитки за се она што направија во изминатите 3-4 години да обстои Вардар. Така е. Миле, што значи таа реченица? Кратко ми одговори, како метафора. Ја отсликува реалноста. Која е таа реалност? Драги колеги, спортски новинари, добро се, немаме многу печатени медиуми, но имаме многу телевизии, портали и така натаму. Ајде зафатете се со работа. Разјаснете ја реалноста на Вардар во август 2024 година. Може би ќе сврдете телефон на хиподром или на некое друго место. Поработете малку. Илјадниците Вардарови симпатизери, љубителите на најтрофејниот македонски фудбалски клуб, ја сакаат вистината за Вардар. Вардар е наша гордост. Како рече слоганот Горда Македонија. Хајде да направиме да биде горд Вардар. Горд Апсолутно. за сите. Останав И- се најжив од ова. Не, јас на вистинските македонци би им рекол оние што можат малку да бркат подлабоко во своите џепови, како да се угледаат малку на нашите сограждани. Мора приватниот капитал да влезе во Вардар, И да го најде својот интерес. да го најде својот интерес, а Преку некој Вардар. стран капитал, еве овој дрес, доказ за тоа, од деновите кога Вардар беше добар, играше на европската сцена,
Многу повеќе тоаш приватниот капитал влегуваше во Вардар, седно, дали беше од Македонија или од бившите југословенски Куме, простори. апсолутно имаме екзактен пример за тоа на насловната страница на дневниот весник Скок. Ја прочитам и датума 22-23 септември 2001 година. Меѓу другите наслови, Вардар ќе биде европски клуб, Слободан Брацо Војчик, човек кој финансираше во Вардар во времето кога ти партиципираше на многу добри, значајни позиции. Добро ме потпарал на управата, па завршив и како председател кој го однесе Вардар од прва во втора лига. Не успеавме да го спасиме, меѓутоа тогаш член 61 вели може да се фузионира две екипи од ист град, од иста општина. И не знам како Бираци стана општина на Скопје, па се фузионира и дојде Вардар, да. По убавата страна. Мислам, од тогаш болеста на Вардар е. Дали Кочо Димитровски е навистина животот му е посветен на Вардар? Значи насловна страница на Скок. Кочо Димитровски. 845. Како момче или како дете дошол во Вардар, како возрасен нервелам старец, отиде од Вардар целиот живот во Вардар. Да. Еве го имаме и на неделникот. На неделникот на насловната страница повторно Кочо Димитровски вели, овде е тренер на Вардар, работам да во заграда не ме сменат. Кочо Димитровски. Работата или соработа единствено е докажување. Тоа е Скок. Тоа е историјата на македонското спортско новинарство Дел. Новинарство кое, ајде да не речам, може би и државата или устројството беше поинаку, се почитуваме многу повеќе меѓу себе, си помагавме многу повеќе меѓу себе, се радувавме на успесите. Ајде да финишираме. Фудбалско првенство на Македонија заврши на скандалозен начин со над 20 минут прекин на чај. Слогање го магна Вардар 0:2 и вика Вардар шампион. Зачи регистрира тренува? Кометал Ѓорче Петров европски шампион. Трифун Костовски. Индира Кастратовиќ, спортист на Македонија. Најдобра 1900 и која 7 година беше на светското првенство. Најдобар стрелец. Пехарот за Пелистер. Ова е финале на куп нешто. А вистински фудбалски празник што остава за незаборав, на првото финале 23 мај 1993 Вардар. Пелистер 1:0, препун стадион Савов 5 минути пред крајот постигнува гол, а пред го носеше дресот на Пелистер. Тренери Џоко Хаџиевски Пелистер, односно Вардар, мислам Зоран Смилевски Пелистер. Ке рече Драган Кадафаровски Цапарот играше уште. Играше, да. Одиме, да седнеме малку, коме? Долга е приказката. Па, со оглед на колку скок? 33? 33. Па неговиот кум има 87, бара столица. Да е жив и здрав, да седнем и да продолжим. ...28 август 1991 година во рамките на НИП Нова Македонија, после долги консултации, размислувања, преговори, елаборати и така натаму, излезе првиот број на неделниот спортски магазин Скок. Ова е изданието излезено пред 33 години, а повод за овој јубилеј е гостувањето на легендата на македонското спортско новинарство, би рекол и малку пошироко, човекот кој има одбележено многу спортски настани за кои ќе зборуваме и денес, Атанас Костовски Таско, кој воедно е и кум на Скок. Името дојде токму од твоите размислувања, твоите идеи, да не речам и твоето крштевање на Скок. Коме да чуеме збор повеќе, иако овде имаш напишено колумна, ќе прочитаме дел. Ќе прочиташ дел, да се подсетиме, да се подмладиме.
Па ние имаше многу на број, мислам, спортски новинари. Нова Македонија, вечер, радио, телевизија. Така Немаше портали, немаше, меѓутоа бевме од прилика бројни. Па дописниците на Југословенскиот печат. Интересно кога дојдеше крај на надпреварот на Вардар, бидејќи зборуваме за Вардар, остануваа сите на јужна трибина, очекувајќи да слушнат Павле Дамјанов, Борис Попџорџевски, Браго Давидовски, дописниците. Лесна им земја. Лесна им земја на сите, тоа се наши драги пријатели. Да, кои ќе ги соопштуваат оценките. На фудбалерите. На фудбалерите. 6, 7, 8, имаше лицитација, транспарентно работење. Да, не имаше многу, другарувавме како спортски новинари и дојде идеја. Беше така се формира и секцијата на спортски новинари на Македонија. Не, секцијата веќе постоеше, да речеме, можност ти гостува председателот на Сдруженијето на спортски новинари на Југославија, Атанас Костовски, во мандат 1974-76 по Звоне Морнар и Радове Марковиќ. Легендарниот Радове Марковиќ. Радове Марковиќ да од Радио Белград, спортски новости Звоне Морнар, а на распадот на Југославија, на раздружувањето, јас тоа се поклопува со формирањето на повторно од Македонија беше председател, починатен колега Александар Стиков, јас викам тој беше спортскиот Стипе Месиќ, распадот на Југославија. Така да во мандатот имаме двајца председатели на Сдруженијето, тоа доаѓаше нормално по секои 2 години. Така бројни бевме, зборувавме за условите за работа и така натаму, и некој дојде од колегите на Нова Македонија идеја, иницијатива да се формира неделна спортска ревија. Така. И во клубот на новинарите, тамо на 4-ти кат, мислам, универзитетот на Андервски, не знам сега, тамо во таа старата куќа. Да, се сеќам јас тука сум гледал првиот пренос од Пелистер, Црнврв, не знам, Југославија со Советскиот сојуз финале 61 година од Париз. 2-1, Југославија изгуби 2-1 од Советскиот сојуз, тој понеделник 1-1, Видинич бранеше, во понеделник во продолжување даде гол. Така, тука се собиравме, разговаравме и едноставно дојде време дека ќе излегува ревија, ама треба име. Така е. И во колумната опишуваш и вели вака, среќно и долговечно, зошто скок, пишува Атанас Костовски. Кумот, рете, треба да го благослови новороденчето. Убаво сум рекол. И што рекол? Што сум напишал? По бројот 1 на овој 28 август 1991 година, секоја среда додаве по уште еден број и така вечно да ги прескокнуваш годините, децениите, вековите. Многу убав благослов. Многу убав благослов, за жал. За тебе се исполни електронското издание. Печатеното нека вечно трае. Така е. Во продукција на другото. Така е. Од веб страница дојдовме до YouTube канал Доргутов продукција Скок, а остануваат вечно името на Скок. Вечно името на Скок на која кум си токму ти таско. И вака вели, ќе ја прочитам на Тенане малку колумнава, интересно е. И вели: добро, нека остане она традиционалното, расни и порасни, голем да станеш, зашто еве веќе во овој број ти ги прескокна и детската градинка и забавиштето. Ти си веќе врсник на постарите од тебе. Прелистајте ги, погледнете ги, споредете ги. Повторно по истото по 7 дена. Со скок полесно ќе доскокнете до следната среда. И прашуваш овде, зошто скок? Ајде да чуеме. Добро, кога влеков подскок, нема спорт без скок. Меѓутоа, јас, еве сега се сетев, ми се чини вела
С спортски континуитет за олимписка, не, спортски квалитет за олимписки континуитет. Одлично. Во колумната, браво, Да. Куме. Намерно не го прочитав. Добро се сетим. По-добро е вака изворно. Да. Да ти вели зошто скок. И вика, едно мал шлагворд, годините се најпочитувани од протокол. Па, по искажаните размисли на колегите Никола Ковачевски, Бранко Давидовски и Ивко Пангуски, и мене ми дојде редот. Па може, зошто да не новиот неделен спортски магазин да се вика, позастанав, тука кафето беше добродојдено, веројатно и тоа е максимална концентрација кога размислувате за нешто, па она прво што ќе го изговорите е она вистинското. Па зошто да не се вика скок? Така беше. Сега место кафе вода. Тогаш не образложив зошто токму скок, а сега пак одговорниот колега Мирослав Нумовски Лав, честитки и пензија да те стигне на тоа работно место, ми побара писмено објаснување. Зошто токму сток? Разбара, тоа барање на Лав, вечна слава и за него ќе го спомниме, е напишана оваа колумна и вели, едноставно, а зарем има спортска игра или спортска дисциплина без овој основен елемент со кусо име и големо значење? Скок може да биде и спортски континуитет за олимписки квалитет на спортистите на суверена и самостојна македонска држава. Кога го читам после 33 години, налазат морници. Исто. Не знам дали после 33 години сум во можност вака убави реченици да сложам. Ај, може. Пред неколку дена ми пишував за Шабан Трстена, една колумна 19-7-10. Не кога сте во друштво на Шабан Трстена, вие сте еден од ретките на оваа планета со човекот кој и натаму е најмладиот шампион освојувач на златен олимписки медал. Еве го позади нас. Да, го видов и затоа се сетив. 250-тиот број е посветен на шампионот на шампионите. Јас така На го честитав. спортистот на векот. Така е, во избор на скок. Еве, јас малку можеме од тема на тема, пишував еднаш за него, сонуваше да биде Мохамед Али, а стана Шабан Трстена. Има финансирано својата биографија на латинично писмо, мислам за спортистот на векот на Македонија, на 20 век. Должни сме таа негова автобиографија, тоа негово капитално дело, да го печатиме и на кирилично писмо. Реков се, мислам, кој ме разбра, а сега има и Министерство за спорт и министер за спорт. Уште полесно. А скок беше она додадена вредност за квалитетот на она што Охрид Македонија го ширеше во светот. Што се однесува до преслушбата, до билтенот, до она Така е. основна информација, тоа е многу значи. Директен пренос 5 сат. А ние директно Преку пренос Кајче. преку еве да ги спомнам. Немаше мобилни, преку токи воки се пренесува резултати. Имаше, сега интересно се сеќавам. Снимател беше Гањо или Ѓорѓи Поповски, тонец Варнава Андреевски, Бакли, Леснев земја. Одиме на прием кај председателот, ја виде фотографијата, меѓутоа од задиот влез на вилата Горица и има обезбедување, не пуштаат од таму, да стигнеме на време. Добро, јас викам, колегите Ѓорѓи Поповски и Варнава Андреевски, добро, вас вика, ве познаваме, не ги знаем. Па викам, Гањо и Варнава, па кажи ни, Гањо и Варнава, викам, ајде да пушти. Така да ја постати изворедно, ние го следевме, маратонот од самиот почеток, негде попатно 20 минути толку траеше лентата, на шофер, на брегот,
ја доставивме, одеше на пристаниште, тамо беше репортажната кола, тамо се монтираше и некаде 40 или 30 минути пред целта, тоа се вклучуваше и репортажната кола, таа порано е вклучена да ги емитува овој материјал, медиута во директен пренос, така да охричани, да речеме, час и половина седат дома, а потоа, кога веќе тргнува директно преносот на пристаниште во живо да го проследат доаѓањето за мобилен пренос. Имам забележено снимка во една од овие преноси и оние репортажи. Аргентински новинар на средината на езерото со телефон. Значи имало мобилен телефон. Јавуваше во Аргентина, не знам кој е тоа време, за случувањето на нашите огни. Тоа е со слика докажано, мислам. И имаше во репортажата што емитувавме. Една година победи аргентинец на маратон. Фернандес. Тоа веќе... Јас правев интервју со него, за тоа паметам. Може би таа година била. Така да, ова е всушност плакета за редакцијата на СКОК. СКОК му возложи на Атанас Костовски да со македонската телевизија реализира навистина убава програма која што се уште трае, мислам сега во сабота повторно ќе имаме собирање на најдобрите светски маратонци во нашиот балкански или светски или европски бисер окрет. Во првиот број, куме, и јас сум позаборавил, да не би се налутиш, сигурно и ти нема да се сетиш, имам и макси постер. Ова беше една традиција на СКОК. Моника Селеш ми се отвори. Една традиција на СКОК која се негуваше до 2003 година, до престанувањето на неделникот, извадивме неколку макси постери на Майкл Джордан и другите, да видиме што сме направиле на 28 август 1991 година. Кој е првиот постер? Се е јасно. Ајде, дали ќе ги погодиме? Филип Ѓурчиновски председател, Драган Томовски директор, Михајло Ќосев генерален секретар. Горен ред, Бабунски, Филевски, Урошевиќ, Поп, Саши Милошевски. Симовски, Јонус, Љупче Марковски, Ванчо Трпевски, Чукаре, Сашо Тодоровски, еве го Чунгалунга, сегашниот тренер. Некои ми бегаат. Ѓоко Хаджиевски, Чирич, Драган Мутибарич, Рингов, Гунев, Джипунов, Бочевски, Томче Трајановски, Мирко Спасовски. Не кажа Вардар. Фудбалски клуб Вардар. Да. Мислам дека... На едната страна Вардар, на другата страна СКОК. Добро, тоа е можеби најсилниот состав од осамостојувањето на Македонија на Вардар. Дали ќе се сложиш? Добро, без пораз и така натаму. Со многу голови. Со многу голови и со полни трибини. Куме, си мислам, времето поминува, животот лета, ние припаѓаме на дел на фелата која велат седма сила. Некако ми доаѓа да малку да се навратиме на овој првиот број, бидејќи има покрај твојата колумна, нели, како е дојдено името, има колумни на многу други наши колеги, како ти што ги спомна, тогаш бешме многобројни. Делува да се навратиме. Стандардни. Еве, Мирослав Нумовски го има во видниот коментар Пета димензија. Сега, веројатно, се гледа ова што е пред нас. Да. Тоа е едно од најголемите признанија што сум ги добил. Може би и најмногу радосен сум во моментот кога сум бил, кога ми јавија, замисли, тоа се случува 23-та година, 2023-та, мојот последен, би рекол, коментиран или испливен маратон е 1998 година. Мислам дека овде сум донел таа слика, пишува позади
Илчо Иловски, Киро Глигоров, Атанас Костовски. Тоа е и последниот Председател маратон на беше председател, покровител. Минатата година ми се јавија и велат дека плакета, Ако ме се извинувам, само ова исто сакам да го факторирам, да остане како документ. Томислав Димовски Бучки е автор на фотографијата и почит и слава и за него. Секогаш ги подпишуваше фотографии. Тоа е негов подпис. Еве го. му давам признание од фудбалскиот клуб Варна. Човек кој остави белег вековен со фотографија, Така е. со свој виден текст за историјата на Вардар и на македонскиот спорт. Не спорт. изблиши дел од скок Да. со сите негови фотографии. Јас можам само да не те прекинувам. Мене ми беше како другар, иако генерацијски беме многу различни. Многу далеко по години, како другар го чувствував и јас него и тој ме. Да се вратам на плакетата. Значи, после, не знам, 20 и колку години, признание. Од 1998 година ја не сум бил ни во Охрид. Немам никакви врски со маратонот. Меѓутоа, оваа плакета, ја чувствувам дека е плакета на скок, не на Атанас Костовски. Да не беше скок, ни Атанас Костовски не може да биде носител на оваа плакета. Тоа е приказната, она поширока за скок. Така. Може би и за незиниот главен уредник, Мирослав Наумовски Лав, па добро и за целиот колектив. Еве да го споменам, бидејќи ми се налдути кога напиша маратонот на нашата љубов, генералниот директор Панти Колемишевски даде силен придонес за скок, па и за маратонот. Апсолутно. Како се роди идејата да се возобнови маратонот? Тоа е идеја на скок, идеја на Лав, На Лав. која силно ја потрежа македонската телевизија Скопје и генералниот директор Тихомир Илиевски. Направивме се маратонот да го доближиме до гледачите. Така. Само една секунда. А скок, редакција скок во хотел Граник го издаваше билтенот 2 сата после завршување на трката. Сега се сеќам кога сакам да пишувам таа колумна минатата година, да се подсетам, свртев телефон, повика пријател, ми кажа Така. да не заборавам некој од состав на редакцијата, реков да не беше скок, немаше ни маратон. Вела дека она што не е запишано како и никогаш да не било. Со тек на време, бидејќи електрониката зазема место, јас малку си го смени, велам, она што не е кажано, снимено и рекордирано на YouTube канал, електронска форма, исто како да не било. Во таа насока, малку емотивно, меѓутоа во слава, чест и почит на сите кои биле дел од скок, посебно на првиот број, мислам куме дека е убаво да ги спомениме колумните, насловите и имињата. Тоа е дел од историјата и на спортското новинарство, не само на скок, Така. на нашата држава. Така. Зборуваме за Мирослав Наумовски Лав, главен и одговорен уредник, Ѓорги Стоименски, кој беше помошник на главниот одговорен уредник, Милјоп Миладиновиќ Шишко од вечер, со наслов Сеќе летне во Европа. На првата страница го имаме славниот Перо Комита од Стара Гарда Комити. Ова е првиот број на скок, исто сме нашле почит место за Перо Комита. Перо Старото. Миодраг Мицковиќ, Господ здравје да му дава, тука е со нас. Добар е, од време на време низ екипа и Слободен печат ги подсетува. Так. Би рекол и младите колегите, ја малку треба да бурижат во историјата. Так. Некои работи. Така, неговата легендарна изјава на пресконференцијата, кој дозволи да го купат помошните игралиште на Вардар. Би рекол, ја оттргнува прашината на многу заборавени работи. Апсолутно. И се држи, Мицко.
Куме, по-стар или по-млад од теб? Не вика бате. Се каже. А мала разлика, ама по-возрастен су. Доаѓаме до Македонско радио Александар Стиков. Спортски новинар, еден од 5 минута кои бевме во Крањ. Да. Кој известувавме од првиот натпревар Македонија. Скоро не напушти. Рекол, Скоро не напушти. последен председател на Сдруженијето на спортските новинари на Југославија. Слава и за него, Циго. Зоран Шекеров ни гостува со своја колумна од спортски журнал. Ирфан Крехо од Вечерње новини. Од Босна. Слободан Симик, белградски спор. Спортна му земја. Тој живееше во Јагодина кога Македонија играше со Србија, го посетив. Мислам, синот му е во Скопје. Пишуваше и за Балкан заедно Да. со мене. Вечна слава. Историјата на Балкан е го би се рекол. Овде го имаме и Бошко Трпевски, тогашен заменик главен одговорен уредник на Скок, првиот број. Па би Да. било убаво да ја прочитам и главата, за да бидеме комплексни. Да. Значи, генерален директор Панде Колимишевски, главен одговорен уредник Мирослав Нуновски Лав, уредово редакцијски колегиум Бошко Трпевски, заменик главен одговорен уредник, Ѓорги Стојменски, помошник главен одговорен уредник, Мијалче Дургутов, уредник на фудбалска рубрика, Милорад Стојмановски Мишел, ден денес активен во спортското новинарство, еден би рекол играч на долги патеки. Се во уредник. слободен печат. Да, уредник на рубриката спортови, Благоја Биновски, ликовно-графички уредник, Кочо Фидановски, ликовен уредник, Кочо Фидановски е Да. маестрото на логото на Скок. Он го изработи со овие криви линии и олимписките кругови, и Томислав Димовски, бучки уредник на фотографија. Ова е составот од првиот број на Скок. Да стои електронски, рековме, запишано. Да погледнам уште некој коментар, ова е сепак Ирфан Крехо, го кажав, од Босна и Херцеговина. Владимир Аницинов, интервју со Филип Ѓурчиновски. Поздрав и до Владимир Аницинов. Господ здраве да му Тој беше дава. европски првак во тенис на новинари, Да, заедно да. со колеги од Се уште активен. Словенија. Да. Бранко Давидовски, мајка. Мајка, долгогодишен уредник на спортската на радио и дописи на политика. Владо Свибен од Загреб ни пишу. Допис. Вечерни новости нешто. Тачко Локвенец. Со Тачко Локвенец, и тој не напушти пред, мислам, минатата година, во дневниот печат, Скок, во саботата имавме втората страница, колумни. Постојано, Двоброја што беше. да, во сабота излегуваше на втора страница, мислам, колумна негова и моја. Бранислав Белески Будла. Еве го со слика. Легендарниот физиотерапевт на Вардар. За жал и тој предвиден за мене. Зоран Јордановски. Куме. Колегата радио па телевизија Дојче Веле. Зоран Михаилов. Атлетски Колегата, бисери. неговиот син Гораст Михаилов си поднесе оставка неодамна. А Гораст Михаилов, мислам, на 16 години и неколку месеци дебитираше во времето кога Џоко Хаџиевски Хаџиевски беше беше. тренер против Спартак, не знам, беше најмладиот фудбалер што го облече правотимскиот дрес. Зоки ни Доскоро. обезбедил автограм за скок. Ексклузивен. Лирој Барел. Еве го. Да, Моника Селеш. Заре Марковски се јавува како специјално за скок од Италија на тема кошарка и вика колкош вози BMW и Honda. извореден стручак беше. Драголјуб Лазов, Милорад Кошаркар, Стојмановски Мишел, Мишел,
Рубриката Здраво како си, легендарна рубрика. Димче Минорски од Битола. Антон Серечи, шампион со лепи шекер за Трстена. Кирил Манев, колега очи. браво. Велибор Джаровски Джаро, со фелтонот Ценовник за пласман, храброста на Јашар Вардари. Живко Павлов ги правеше хумористичните рубрики, а дека ни прости Господ ако некого сме спуштиле, мислам дека не. Емотивно во секој случај тоа Спомнувањето е на скок. ова што сега го слушаме, многу имиња, а мислам дека и во следните скок беше отворен едноставно и за сите новинари познати од Југославија. По повод се разбира, секојаш имаше можност некој да се јави, да напише. Беше четиво за сите. Така. Ама згаснаа тие четива добри. Ке ме сретнат луѓе, ама нема веќе коментатори како ваша генерација. Има, колегите се добри. Навистина, еве им упатувам, можеби за доцнете некако честитка за она што го сработија и за Европското првенство и за Олимпијадата. Меѓутоа, тестото што велам ја, кој сега они го месат, не дава можност да излезе добро пecivo. Мислам пред се на нашиот републичкиот спорт, државниот. Знаете, јас 1997 година сум направил за Југославија за светски првак во кошер. 72 Југославија заедно 9-0. 74-та. 74-та, 72-та беше Олимпијада. Една мала пауза, наредниот блок одиме со нашите мундијалите на Атанас Костовски Таско и на Мијалчи Доргутов. Само да завршам мислата, сакам да речам, ние што се однесува барем до спортските новинери и коментатори и воопшто оние отпишани од печат, имавме една голема држава. Известувавме за успесите на југословенскиот спорт. Ватерполо, кошарка, раков, па и фудбал, да. Дарко и Илија знаеме кај се врши и така натаму. Така да не е секојаш и до спортското новинарство. Помалку е и до она, До спортистите. и до што гледаш, квалитетот на за кого известуваш. Знаете, кога внесуваш дома многу повеќе радост од кога така, повеќе те сака и паметот за. Куме, една од работите која неминовно во оваа прилика, кога славиме 33 години од првиот број на скок и овој еден убав јубилеј, е изборот на скок кој редакцијата на скок го правеше заедно со спортската редакција на македонската телевизија. Значи имавме избор на спортист на месецот, изедно транспарентно и јавно писмено гласање, и на крајот ги сумиравме тие резултати, правевме избор на спортист на годината на Македонија. Тоа го правеа двете редакции, редакција скок и редакција на македонската телевизија. Заедно сме посилни. Заедно сме посилни. И така беше. Колку аналитика имало тогаш да се подсетиме, колку имаше гостување во емисијата Телеспорт. Секој понеделник ни одвојувавте по 5-10 минути, зависи од потребата и уредничката политика, меѓутоа гостувавме. Јас гостував, Милорад Стојмановски гостуваше, други новинари на скок и ги Се во интерес на спортот и на спортистите. Ајде сега, навистина, му патив комплименти на колегите. Јас од 2001 сум во пензија. Ми е криво што спортски преглед и телеспорт не стана од програмата на македонска телевизија. завршија. Исто како што изборот на спортист на Македонија се врши на еден поинаков начин. Сега не ми е идејата да го критикувам тоа, идејата ми е да им објасниме на помладите гледачи на Доргутов YouTube каналот и на оваа помлада публика дека околу 30 новинари, сега вака си зимам за право една бројка ако грешам, повичен си ќе ме коригираш, од двете редакции го даваа својот глас и своите поени за да речеме номинирани 10 спортисти во тој месец.
Имаше 10 номинирани и ние, спортските номинери од двете редакции, гласавме за нив. Така? Така беше на крајот и во ревијата и на телевизијата низ директен пренос. Излегуваа резултатите, се беше транспарентно. Така е. Ако имаше грешка, имаше може да се исправи. Една добра традиција од која сите, па секој гостување, завршни приредби беа настан. Во градовите сеќа Биструбица и Радовиш и Прилеп, не знам кај. Штип беше последни. Јасно. Мислам дека беше настан што, ајде да не речем, се гледаше со карта повеќе. Само ќе те дополнам. 95-та година месечини спортист на Македонија беше прогласен Пеце Нововски кошаркар. Прославата, завршната свеченост беше во стариот Holiday Inn или хотел Скопје. Holiday Inn на крајот од трговски центар, Да. сега како се знаат за кој хотел збориме. Гостин беше председател на државата Киро Глигор. Ја користам оваа прилика брзо да објаснам. Се ангажира за спонзор за една голема торта Спасе од Египет. Познатиот сладкар кој исто така неславно заврши, ми беше добар пријател и направи една гранде торта посветена на председателот Киро Глигор. Која ја донесов тортата во хотелот, дојде оние со бубите во ушите, бидејќи бев дел од тој протокол на врата организација, заедно со Мишел, со тебе, со Лав, со секретарката дивна, тука сите бевме вклучени, меѓутоа фудбалските луѓе беа, нели? И доаѓаат луѓето велат, Мелчо, дојди вамо, викам, кажете, шо е ова? И јас се смеам, викам, торта, викам, за кого е тортата? Викам, за председател, кој ја правиш? Викам, ја лично обезбеди, викам, спонзорствувам таму. И ми вика човекот, шефе, ти со нас се слушаш секој ден овие 7 дена, ни каже ли за тортата? Не. Викам, не заборев. Ај тргај тортата на страна и ти со нас. И ја у моментот се сетив кој превид го имам направено, тоа е грешка превид. Ајде уште кратко, ја брцаа тортата на изврно ради, не знам како ја проверија, ама ја вратија назад. Ја врати, јасно. И малце ме удрија вака. Добро е. Шерески ме удрија по главата. Низ практика се учи најдобро. Да. Добро, 95-та сум имал 32 години. Убави години. Да, мал сум. Не, една таква, да, и сега има избор, меѓутоа, ете, се завршува низ еден пренос или низ една снимка, И не е тоа гласање настан коме. што се очекува. И без гласање, не ги гледаме Да, гласовите да. ние за спортистите. Ние гласавме месечно, значи во месецот имавме 10 кандидати кои постигнале одредени резултати тој месец и Атанас Костовски и Мијалчо Доргутов ги даваа бодовите од 10 до 1 на 10 луѓе. Да. На крај ги собиравме во тој месец и немаше, јас мислам дека треба да биде Лазе Поповски пример. Многу тагуваме поминатото. Ама се знаеше кој ќе биде, тој ќе освои најмногу бодови. Така. Убавите работи се паметат и треба да се применуваат. Не е ништо ново измислено. Она добар ден или добро вечер останува за век. Кога кажуваш тогаш кога е времето. Мене лично можеби за ова што престана така да се избира спортистот на Македонија ми е некако криво, бидејќи на таков избор, на таква транспарентност, ирелевантно е кој ќе гласат, нека гласаат сега помладите, не е тоа спорно. Да излезе листата на номинираните и да излезе листата со бодовите и гласањето. Тогаш е се на ачик, на чисто и никој не може да рече зошто е спортист на годината Пепе Манасков, го имаме, млад кога бил, Наташа Мешковска. Сум заборавил како не стана скок. Печатеното издание, неделникот, се трансформираше во дневен спортски вестник точно на 8 септември, без лажна скромност, тоа беше моја идеја која Лав ја прифати, првиот број од дневниот спортски вестник да излезе на 8 септември. На денот на државноста. Да, на денот на државноста 2003 година. Имаше многу мал период, не повеќе од месец дена кога заврши неделникот, а почна дневниот вестник. Зборуваме за овие изданија кои се позади нас, позади грбот, насловните страници. Дневниот вестник одеше од 99-та. 99-та, затоа што јас
имав една 8 септември 99-та. имав една колумна Меракли и сакам нешто да кажам. Само да се довршам, на Да. 2003-та на 9 септември заврши. Да. Повелико. Меракли се случи, добро, добив жолт картон од раководството поради еден од моите најдобри коментари што сум викал, имал по надпреварот од финалето. Од менеджментот на телевизијата? Да, жолт едноставно ми го зема правото на глас и на појава и на тон. Едноставно плата имаш, ама нема да работиш. И се играше на Вардар слоги го магна на финалето и така натаму. Добро, да не зборам тоа, знаат, мисля, че ни голем број гледачи. Во секој случај, грешката моја беше затоа што тоа беше време на Стенковец, на бегалската криза, многу новинари странски беа дојдени на надпреварот, слушале ќе играат македонци, албанци, па нешто ќе се случи и така натаму. 0-0, а хрватите пак сака да не се игра надпреварот Македонија-Хрватска на 2000 година Европското првенство. Еден се одигра. А на 26 мај во Барселона требаше, бидејќи хрватите бара да не се игра во Скопје, не безбеден град. Да се УЕФА да реши. И јас направив коментар од финалето за да потврдам дека Скопје е безбеден град. Значи имав идеја за тој коментар. И на странците да им кажам тоа што извртеа камерите на публиката, а не на теренот, а меѓу публиката шверцерите шверцува југословенско, комитите не американско, комитите југословенско знаме и така натаму. Имаше само тоа они го регистрираа тоа, да им кажам дека е безбеден. На крајот Вардар победи 2-0 и реков дека херојот на надпреварот навивачите го носеа на рака. Преведено за странците, македонците го носеа албанецот Шакири на раци. 2-0 беше за Вардар. Тоа беше мојата страшна грешка. И раководството на владеачката партија, тоа која и сега е на власт, рече едноставно ти немаш право на работа, плата ќе добиваш. И се случи надпревар Македонија и Југославија во Скопје. Исто квалификација бе. Квалификација, па истата, да. Јас сум веќе суспендиран. Македонска телевизија бар 11 пропустици директна пресетка. Добива 10. Ристорически Бог да го прости, речеме доби пропустица, Атанас Костовски не доби. И јас што да правам, ништо смеам. Си одедов на стадион, си влего, никој не ме задржа, си одидов на местото кај што се садам него, и си го одедов над преварот, и си напишав колумна, Меракли, можете, штета што нема Меракли, сето тоа го раскажам, знаеш, никој не ме, јас сватив, па јас сум сам за себе пропустице на тоа работно место, 40 години одам тамо, сега некој ќе ме бриши. Тоа е она кога, ајде малку сега и со ова што ми се случува, да речеме со Вардар, тоа е кога некој ќе се знамеше тамо каде што не му е работа. Okay. А новинарството тоа треба да го едноставно навреме осуди, да го забележи, да го евидентира. Нема право новинарот да молчи. За него вистината е леп, вода, воздух. Само вистина. Нема две вистини. Чашата е полна или е празна? Нема мислам дека е празна. Он е полупразна тогаш кога не е допиена како е. Ова е полупразна чаша. Скок 33 години, 1991-2024, неизоставен дел од скок Атанас Костовски, Таско и Милче Дургутов, но со нашиот кум, со нашиот новинарски ас и бард, мене лично ме врзуваат и многу други убави нешта поврзани со светските фудбалски првенства.
Неизбежно е во оваа јубилејна емисија, да кажем, промотивна емисија, кога во скок да не го кажеме и тоа дека јас и Таско имаме 17 светски првенства. 10-7 за другото. 9-8. Или 10-7. Ке изброиме. Не, 7. 10-7. Во таа насока, со пон пиетет кон нашиот кум, му го покажувам ова, кое е нарачено, купено и осмислено за витрините на продукција Скок. Ова е пехар кој ќе ги краси витрините на продукција Скок и за кого ќе бидат поврзани сите наредни приказни на YouTube каналот Дургутов. Значи, Убава копија. реплика убава. И помодерно се изрази, и така треба помладите. Ќе ја се чуваме тајната како стигнат до Скопје. Сепак тајната. Јас мислам дека постои во FIFA некоја граница по толку FIFA да се сети на ветераните да им подари за век и веков, што се вика да го имаат како спомен. Имаше една приказна таква во Доха во Катар, на моето 9-то Не знам светско дали првенство. постои, бидејќи јас стигнав до 7, не сум сигурен. Така. Значи, ова е малку и полуофицијално, не можам да се потпрам на официјален податок од сајтот на УЕФ или од извор на FIFA, пардон. Каде што ми потврдиле, сум го пролонгирал тоа, ќе го проверам и ќе го потврдам. Секој кој има присуствувано, известувано, гледано 8 светски првенства, не мора да се во континуитет. Ке ми дадеш едно. Да стигнам до 8. Последното во Америка ќе го посветим. Куме, ајде да се вратиме наназад. Првото беше Англија 66-та. 66-та, како би рекол носач на кафе и на Кока-кола, на Младен Денлич и Владан Стојаковиќ. Дел од Југословенската радиотелевизија. Југословенска телевизија, на сметка на Југословенска телевизија, не на телевизија Скопје, имав таа можност, како нормално коментатор на телевизија Скопје, да учам на лице место, игра, не знам да, го гледаме на преварот Бразил и Португалија, Пеле напушти, беше повреден, а Кореја, не знам со кого, води 3-0. Со Португалија ми се чини. Изненадување, да е Бразил, Бугарија игра, не знам, изненадување. И Младен вика, мали, спремај се корејанци да прават. После 5-3 испадна, значи, памета. А следното 64-та, следното е 72-та. 74-та. Олимпијадите, да, 74-та. Тоа е и почеток на освојувањето на светските првенства со македонски коментар. Во Минхен со колегата починат Иван Мировски беме заедно, 78 во Буенос Ајрес, во Аргентина. Имаше наслов во Скок, летав заедно со генералите, го се сеќавам. Да, приказка. Тоа беше една интересна приказна пред да патуваме составот на Југословенската телевизијска коментаторска екипа, Голубовиќ, главниот уредник на Хрватска телевизија, шеф, одиме во Белград, во секретаријатот за надворешни работи. Седнуваме, секој добива книга на неврзаните од Горан Билич, хартија, пенкалце и брифинг. И меѓу другото ни кажуваат со кого ќе спие во Аргентина. Костовски со Младен Делич. Меѓу другото, после 2-3 дена најверојатно ќе го побараат некој Младен Делич на телефон. Костовски има, меѓу другото, и задача да не
дозволи Младен Делич да дојде до телефонски контакт со тие што ќе го бара. И беше така. И беше така. Не прашувам ништо. И добро. Тоа е правенството на Марио Кемпес и селекторот со долгата коса Луис Цезар Меноти беше. Меноти даде 3-1 со Холандија и така натаму, се сеќа во. Тоа е 78-82 Шпанија за вашата прекрасно уредена соба студио и донесов една слика подарок од поврзано со 82 година. Со 82 правенство што ја испише, да речеме, историјата Пауло Роси. Ова нека остане кај вас. Иначе поклонета од амбасадорот на Италија имаше ги подписите. Да, имаше неодамна изложба посветена на Пауло Роси. Тоа може интересна, приказна, може би друг пат ќе раскажеме. Тоа 82-86 каде беше првенството? Мексико. Не бе. Аргентина беше прва. Да, Аргентина и сеќаваш. Божјата рака. Раката Божја. 90-та. Италија. Бешме заедно. Тука почнувам јас. Тука почнувам јас. 94-та во Америка бевме заедно и последното моје 98-та седмото моје светско првенство. Како беше она? Давор Шукер или Шурјак? Ивица Шурак. Остава. Дали се сеќаваш дека седев до тебе? Дали се сеќаваш? Каде седеше до мене? На стадионот на Пари Сен-Жермен, мислам дека беше. Точно, ама тоа беше. Имаше 3 коментаторски места, а секогаш едно имаше слободно или 2. Ние имавме како пишени медиуми други седишта над вас или под вас. Секогаш имаме по 3 коментаторски места, да речеме финалето, се сеќам убаво финалето на Лигата на шампионите меѓу Звезда и Олимпик, 3 места јас сам во Бари. Во Бари Горан Милич доби да ми биде, се знаете како Горан Милич да ми биде асистент. А тука има една легендарен инсерт од тој директен пренос. Коментаторот, а тоа јас го практикував најчесто, да ја коментира сликата што гледа на екранот. И почнува. Го гледам на екран Маријан Старја, викам, овој коментаторот на телевизија Љубија, до него веднаш Звонко Михајловски, коментаторот од Белград. И Милој Копатиш и заедно двајцата. Еве го Атанас Костовски, се гледа го раби, а до мене веднаш следниот кадар е Божо Сушец. Јас велам, ова е надпревар, кој конечно се раздружија или се разделија српскиот и хроатскиот јазик. 94-та година беше во Пасадена со него, имам слика, јас ти и он сме. Да. Кај застанавме 90? Со Борис Мутич. Борис Мутич? Грешка сум. Борис Мутич е тоа. И мојот Леле куме така. И големиот мој пријател Николај Колев од Бугарија. И таа слика имам. Со шеиците се сеќаваш? Да. Кој бевме на прием таму. Така да јас имам седу. И Душко Самба. Душко Самба и Богдан Блажев. Така. И знам дека кога во Русија одиде на светско првенство во скок, и го честитав јубилејот. Имаше колумна посветена на Мијалче, на неговите светски првенства, како осло. Ми е драго. Тоа сум ти вечно благодарен. Ми е драго, заокружи куме на 10, знам колку е тешко во приватна продукција тоа да се обезбеди, меѓутоа ќе успееш. Од 94-та бевме во Париз 98 заедно, 2002 година. Сега ги кажувам моите. Не, јави че завршив. 2002 Јужна Кореја и Јапонија исто бев 15 на дена. 2006 во Германија бев од почеток до крај. Од отварањето до затварањето. 2010 во Јужна Африка исто од почеток до крај, најлудо светско првенство. Тоа ми е
да не кажем со пиштоли, со кражби и така натаму. Неубавите работи пред убавите, за жал. И тоа е само доказ дека продукцијата Доргутов вечно ќе трае, особено со таа искажена љубов према спортот, према фудбалот, према Така. она се што значи и содржи скок. Дали како елемент. веруваш да ти се отворам како ти да си домаќин, ја малку гостин, 2014 година кога одеш за Бразил на светското фудбалско првенство 2014, мислев дека тоа ми е остварување на сон. Бидејќи како дете ги сакав бразилците кои велеа дека Југославија игра дека Југославија е Бразил на Европа, како беше сега ќе ме Да, дека така. играат бразилски во Европа. И Бразил и Југославија од секој пат имале блиски односи. И пријателски утакмици играле, и Мето Спасовски играл на Маракана, И гол даде. да, и гол даде, Пеле се прости со Југославија, Така. неговата, и тоа беше сон. Убаво кој сон и Сао што се Пауло. остваруваат. Сао Пауло и Рио де Жанеиро. И секако Москва, може секој да ме свати како сака, јас не сум препотентен човек, ми беше како дом. Кога се игра светското фудбалско првенство во Европа, мислам дека е сосема нешто поинако од колку се игра во Аргентина, во Мексико, во Бразил, во Јапонија. Не е истото чувство, не се истите подготовки, не е истиот филинг. Сигурно, секој си има своја специфика. Да речеме, Аргентина беше тогаш, не знам, сиромаштија, не знам што. Меѓутоа, богат е фудбалот. Се наоѓаат пари и за радост, и за прослави. Застанавме кај Доха, Катар, последното мое светско првенство, многу специфично, нема да зборувам сега за него, бидејќи не е тоа тема. Тоа е моето 9-то светско првенство и твоите 7, значи да прецизираме, математички 16. 16, значи не се 16, да. Значи 9 Да бидеме чисти пред гледачите. Коме? Мојата последна, мојата последна желба и покана кон тебе, ова не е поврзано со пехорот, ова останува во витрините на продукција Скок. 2026 година светското првенство се игра во Америка, Мексико и Канада. Тоа рекордно ќе биде по број на Ете така. 10-то, нека ти биде со задоволство ќе те читам, дај Боже. И јас отворено пред спортско-фудбалскиот аудиториум, пред гледачите на нашиот YouTube канал, пред оваа македонска публика, те поканува, Господ здравје да ти дава, да бидеш гостин на продукција Скок во Бостон, каде што Македонија, односно каналот Доргутов ќе направи македонска база за луѓе кои сакаат да гледаат мондијали. Нема да ги откривам деталите, имам сестра и зет кои живеат во Бостон, имам внука и внук. Стадионот каде што ќе се играат 7 надпревари од светското фудбалско првенство во Бостон се наоѓа на 25 километри од куќата каде што ќе биде македонската база сместена. Сега. Ти ќе бидеш наш специјален гостин, само здрави и среќа да дојдеш и да го направиш 8-миот мондијал. Сакам ова да го чујат нашите фудбалери, нашиот селектор, нашите фудбалски работници, кои патем во Европското првенство беа училевите на управен одбор за колку за по 20.000 евра се наградија. Ќе се воздржам, ќе се воздржам. Немој да коментираш. Прав си, ама ќе се воздржам. Да го слушат, во какви услови и со каква голема подршка би играле ако успеат. Да, Дај Боже да успеат. Тогаш имам, како се вика, преголема желба да испливат. Значи да повторам, Бостон е град на источниот дел од Америка, ова сега за тие помалку што знаат. Сум бил 3 пати до сега во Бостон, во куќава која што ќе биде македонска база, каде што има веќе начелен план, настарт план со сестра ми, со зет ми, тоа ми е родена сестра која е професор на Бостон Универзити. Зет ми е исто така декан на Бостон Универзити. Внукот и внукот се болни по фудбал. И некоја бинарија веќе ќе чуе за убаво. Значи, куќата е голема, на 25-30 километри од стадионот кај што ќе се играат 7 надпревари од светското фудбалско првенство.
Дали може да си замислиш на 30 км Мјалче 7 да даде да Господ десетото да го Благодарам. продадеш. А ако даде Господ, ова ќе те држам до збор. Господ, здравје, ти си Тоа е. наш гостин. Да бидеме повторно Америка, повторно на Мондијал. Тогаш би било 10-8. Да. 10. Побаво звучи од 9-7. Побаво во секој случај. Некојаш стоам на располагање, некоја актуелна тема, особено Ќе направиме. Благодарам на сликата. врзана со мојата голема љубов. Не знам, Мјалчо, бев навивач, бев новинар, бев потпарол, бев председател. Мене ми фали само последното. Се сум бил во Вардар. Сум бил навивач на Вардар, сум пишувал за Вардар, сум патувал на турнеи со Вардар, потпарол сум на Вардар допред 10 дена бев потпарол 2 недели. Се уште се водам официјално, не сакам да зборувам за тоа, не ми е згодно. Да, има други добро, проблеми. почнаме со Вардар, Да, ви не ми е згодно, му завршуваме со посакувам Вардар. се добро на Вардар. Да. Еве го мојот адрес на Вардар. Што сакам да кажам за Вардар? Не, па види, овде, избегав. види, се извинувам. Ајде, Наташа, прошете малку. Мостовски. Бројката има ли значење? Бројката не е последна. Веројатно. Нема значење ништо. Куме, што Бројка. кажав, сум бил најваш на Вардар, сум гледал Вардар Трепча, тоа е мој прв натпревар како тинејџер, 1-0 живо. Тоа. Вајде, 79 година, кога влегов во Ако прва лига. влего. Јас сум имал тоа 16-17 години. У Штип живеев, уште дојдов да го гледам тој натпревар на стариот Север се. Сум плачал како мало дете, бидејќи Вардар влезе во прва лига. Од 91 со Порто го гледав 87 уживо, со Данди Юнајтед уживо. Да не ги редам, Динамо Букурещ сум бил навивач со карта. Од 91 до 2003 пишува за Вардар. Со сите тренери, да не ги редам, од Ѓоко Тојчевски, Иван се Четовски, сака Вардар. Илија Димовски, Не. Кирил Дојчиновски, Драган Христоски, Джиджи Илиевски, Ѓоре Јовановски, Драган Канатларовски. Со сите сум бил Добро, друго и пријатно. јас сум од времето и на Джида Симоновски во Пандам, и Цинциевски, Кокиновски, и Цветковски, Да. Жмара, Гомара, и Тоа е уште Новаков, поназад. и Арсовски. Добро. Значи, Вардар имал двајца потпароли кои А имаат Видинич- 16 светски А Видинич е, Благоја Видинич е еден од најтрофејните македонски спортисти. Како голман на младинска репрезентација на Југославија во Кан Злато, како олимписки сребро во Мелбурн и злато во Рим и сребро во Париз 61 година на Европско првенство. 2 златни и 2 сребрени, тешко некојаш да има. Да се поздравиме, да се одјавиме со Вардар, да му посакаме се најдобро на нашиот Вардар. Очигледно е максимумот да остане во Македонска лига, како тргна работи. А за потоа, памет и да нестане она рибата смрди од, Главата. да, А која е главата? реков. И да завршам, драги колеги, помлади спортски новинари, платете се со работа. Разјаснете ја реалноста на Вардар во август 2024 година. Ви благодарам.